Една недела по пукањето, Кумановска дива населба е место на ужасот. Празни куќи, разурнати огништа, скршени стакла и траги од крв. Се сведоци за немилосрдната борба на полицијата со вооружената група, која траеше повеќе од едно денонокие, или точно 28 часа. Билансот е познат. 8 полицајци се мртви, над 30 повредени, а во престрелката настрадаа и 14 од вооружената група. Крвавиот епилог на полициската акција не ги поколеба жителите на Куманово. Велат, со животот не е загрозен. Одговорните да не се бараат меѓу нив. Садрија Сани не пречека на влезот од куќата на брат му. Траги од испуканите куршуми се насекаде. По мебелот, зидовите, прозорците. Мирисот на саги навлегува низ ноздрите, дури се обидуваме да се пробиеме кон погорните 2 спрата од куќата, кои се тотално уништени заедно со покривот. Штета е веќе се знае. Од темел да се руши. Нема, ќе искочимо и горе ќе се видимо, ама со не знам ние. Имаше некој тука во... Немаше овдека тука, не со били овдека. Овој да прави држава негов народ, да го тепа ми, да го гласи, па он да не тепа, тој нема у свет. Ја 73 години не сум чуo рад да прави у сред град луѓе да има тој. Само дали не се нормали, али не знам што се овие. И још седи туј. Каква беше ситуацијата во саботата? Па собота се знае, сад ќе се видите ви како е бија. Да искочите горе, види собота. Тој држава негови луѓе да ги обие. Не знам, ни меѓу македонски, меѓу турци, срби, ми живееме овде, немаме, никад не сме имали меѓу себе. Па и данас немамо. И данас немамо, ми се чудиме. Нема луѓе. Како се евакуиравте во саботата да се заштитите бидејќи се пукаше цело време? Па како не се пука, ја живееме на друга страна. Ама овој на брата куќа. И се како е се рушено, све. Како е оштетена оваа куќа? Од каде е пукано? Па кој знае од каде? Тука имало некој внатре? Не знам. Празна била куќата? Празна е била куќа, не знам кој. Па све е рушено. Снимате. Све е рушено. Изгорено, рушено. Морничеви се сликите овде во диво населје. Големите дупки кои што се отворени во зидовите во куќите многу јасно зборуваат за тоа каква битка се водела овде во саботата. Од куде се улазали? Они мора да знае. Они сами ги донеселе овдека или било кој што ја знам, не знам. Не сумливам, ама држава треба да знае. Треба он да знае они. Што велат граѓаните за овие настани? Па вели, не знае ни тие што да говори. Све со стрес има сви. Не знам ја. Ја не може да говорим. Можда ќе грешим, али извини од вас што доваѓате, посетите, ама... Има ли меѓуетнички конфликти со македонците тука? Немамо. Ја имамо македонци, имамо баче тамо у Красто. Ми како живиме се с нив, меѓу македонски ја имам баче тој, у Красте. По сви ме сака, по јас се стија. Не знам да доваѓа наши деца да ги тепа. Ми сме на држава деца, не сме ми од кој зна коде. Овде како нека прави лом, како Израел у Газо. Бетер од тој. Подоле по улицата, Јаке Ибраими стои пред огромна куќа претворена во рушевина. Тој ни раскажа дека првиот ден за време на пукањето, семејството на брат му било внатре. Едва и успеале да се симнат во подрумот, за да се засолнат од разулавената борба меѓу вооружената група и полицијата.
Тврдат дека никој не знаел дека се спрема ваква крвава акција. Во спротивно не би останале во домовите со мали деца. Како ранije био, знаеш, нема измена нема, овој де треба искочиват на терен, гледават све живо. Што треба да се прави? Валда ќе почнем нешто, оштето, ќе оплатим нешто. Тако си кажа од владата горе. Она процедура не се иде за еден дан, тој трае сигурно. Али надам се да ќе... Вие живеете во ваква? Да, туј сум пораснаја, да. Али, Саботата каде бевте? Јас не бев тука, јас бев друго куќе имам горе. А братот со деца на брата беше внатре. Ама сега малку деца има травматизација, ќе биде поголако ќе се, пошто нема убиени опет. Кога се излегле од тука? Па брат, околу 7 сати на вечер, цел рад, кад се водише братов, дека цело време внатре се били у подрум. Доле, после искочиват, после се падише комплет. И полицајците су ги терали у Скопје, па преку ноќ од 2 кои су ги пустиле. Не имал, понашање беше добро, не е било лошо. Не чувствувавте дека нешто се случува тука минатите денови? Не видовте вооружени групи? Не. Имате ли објаснување Има ли што некој, се случи? има ли некој кој сака да види и да остане туј с мали деца 2 години? Има ли тој? Само помисли на себе. Ти дали би бил овдека, кад би знала дека ќе се ратува тако нешто? Никој не би седнал. Ова беше грозно, пошто за деца голем човек ќе издржи можда тие пуцања, ама мали, уште мало дете, уши ги држи со рукај. И на спање е проблем кад спие. Тие травматизации не се плачу со ништо, али пошто не се лоши, не се умрени, мога да се свите умрени. Тој не се знае од која страна се гаѓа. Тие не се видели што има, ни у пут, ни унатре. Полицајци су ги извекле и у подрум се влегували, не се могали да ги исерат одма. Па у 7 сат на вечер отидоват. Она предуши и преку нас малку и сутрадан, но валјда су добри сега. Имате ли објаснување зошто е ова така? Не знаеме, ништа. Не може да дадем никаква изјава за ово, пошто не знаеме ништа. Да би знали, не би седнали никад никој одека. Кој би седнал, нека се руши куќа, баром тие деца нема да има тој стрес што беше голем од нима. По улицата е раздвижено како по корзо. Граѓаните од секаде доаѓаат да видат и да сватат што всушност се случи во Куманово минатиот викенд. Ги посетуваат жителите, им нудат помош, но и ја споделуваат преживеаната траума со нив. Овде во Диво населе, оваа улица практично цела е уништена. Сите куќи се срушени, штетата е огромна. Луѓето константно се обидуваат да продрат во своите домови и да видат што останало од нив. Дел од граѓаните кои што биле овде за време на пукањето велат дека тоа било неверојатна и страшна гледка. Сепак и денес луѓето се травматизирани од она што го преживеале тука во саботата и неделата во оваа населба која што буквално се наоѓа во центарот на Куманово. Камила Земи е слеп. Тој заедно со уште неколку пријатели со инвалидитет биле збунети утрото кога почнало пукањето. Но набрзо шокот прераснал во страв за сопствениот живот. Од кога што почна пукањето, тука ние сме биле до 6 вечер. Од сабале, значи, до 6 вечер, од 5. Па кога пукна првиот пат, ние сме инвалиди тука, 5 инвалиди сме. Имаме и другите се, 12 души сме биле све на све, другите се здрави. Ние сме спиле во горниот спрат и кога пукна првата, дојдоат овие браќата што ги имам овдje, тие здравите, не собраја. И не сместеа доле. Ако сакате, после ќе ви покажеме кај што сме седели. И тука сме седели, не било безбедно ни ништо. Само слушаме пукање и го чекаме моментот само кога ќе загинеме. Смртта сме го чекале на секој 5 минути или на секој сат или како да ви кажам. Потоа пукање од сви страни. Од секоја страна слушаше пукање. И само со стрес, кога ќе не утепат, кога ќе се утепаме, или ќе се сруши куќата врз нас, или ќе не утепат. Само тоа сме мислели, или ќе падне нешто врз нас. Што се случи потоа?
Потоа во околу 6:15 до 6 вечер дојдоа, влегоа во нашиот двор полицајци. Да. Влегоа внатре, отворија кај шталата, јас сум чувал крави, дека мој брат чувал, што не рани со тие. И влегоа тамо, гаѓа и кравата ја погодиле во нога. Сега после тоа дознаевме дека во нога е погодена. И она кравата почна да се дери. Во тоа време, чим завршат видео дека има стока, викнаја стока има. Ви се извинувам. И во тоа време имаше стока викна. И почна да гаѓаат во собата кај што седевме ние. И јас сум станал, сум рекол помош, сум викал колку што имам глас, дека сме инвалиди и дека сме цивили. Потоа не зема и ни рекоа дигнете рука и искочите надвор. Ние дигнавме руки, ја искочив надвор. Ме испружија тука, пузи, ме испружија. И после ме ставија лисици и не однесоа позади ова врата, кај комшијата во дворот. Тука чекавме изнес неколку време, сега дали било сат, два или сега не можам да се сетам. Па не качеа во тие пизгаверите, лиш како ги викат, како джипчиња, не качеа во нима, не однесоа во автокоманда. Екипите на кризниот штаб при општина Куманово веќе се на терен. Пребројале дека во акцијата се оштетени дури 69 куќи. Има 69 куќи, како што видовте, овие 2-3 бројки не се допишани. Има околу 649 жители, значи од ова дејствието каде е извршено, и 123 фамилии, луѓе, жители на овие простори. Точно ли проценката на штетите, каква е ситуацијата и првично што може да се каже од терен? Значи, ние не учествуваме во проценка, туку само во евидентирање на состојбата, заедно со нив, како урбана заедница и како жители, како кризен штаб на ова населба. Што може да се каже неколку дена по овој немил настан? Каква е ситуацијата? Добро, луѓето почнуваат малку по малку да се смират. Добро е што идат луѓе, малку им скренуваат внимание, да не мислат цело време на настаните, на она што беше, што пројде. Има многу луѓе, од каде доаѓаат, зошто доаѓаат? Доаѓаат луѓето да видат што се случи во Куманово. Значи, Куманово беше еден мултиетнички град, каде се живееше многу мирно, многу живеевме добро меѓу себе. Доаѓаат луѓе без разлика на националност. Има доаѓано тука и албанци, македонци, срби, роми, од каде не. Дури и од други. Доаѓаат од Швајцарија, од каде не. Само да видат како е, што е. Да се надеваме и да се трудиме, да работиме во тој правец, да го повратиме тој имидж на градот и на населбата. Надвор од дива населба, Куманово полека влегува во вообичаено секојдневно темпо. Само зачестената патрола на полицајците во панцири кои дискретно ги наблюдуваат улиците, ги подсетуваат кумановчани дека неодамна во мугрите покотници им го скршија мирот и сонот.